Отстранети се сите пречки за исплата на заостанатите субвенции, информираше министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Најпрво, како што вели министерот, стапи на сила дел од обврската во Законот за земјоделство и рурален развој, со кој сите должници кон управата за јавни приходи не можеа да ги добијат субвенциите, а проблем беше функционирањето на акционерското друштво водостопанство, кое според министерот не сакаше да ги внесе податоците за сите должници во системот на почетокот на јуни. Јас сум презадоволен затоа што и покрај овие пречки и пречките кои што значеа она слабост која што беше и во платежната агенција, таму договорот за одржување на софтверот беше истечен кон крајот на мај и платежната агенција беше оставена без компанија која што ќе ги креира мерките и решенијата, и тој проблем заедно со ангажманот на вице-премиерот Кочо Јанѓушев го решивме се со цел земјоделците што побрзо да ги добијат своите пари и неселективно во целиот овој период се исплаќа сите субвенции по однос на сите мерки. Владата во меѓувреме го усвои акцискиот план за постапување по предметите за настанатите штети од временските непогоди што се случија во 2016 година, а што беше започнато според одредбите од Законот за заштита и спасување. На овој начин, велат од Министерството, се деблокира процесот за исплата на обештетувањата на земјоделците кои во 2016 година претрпеа штети во земјоделското производство од пролетниот мраз, градот и поплавите. Останува уште мал дел за исплата за 2016 година, над 70 милиони евра се исплатени во овие 3 месеци и постојано и секојдневно тече исплатата на субвенции. Најодговорно тврдам дека ја забрзуваме целата работа и платежната агенција исто така нашето скенирање покажа дека има проблем со целокупниот капацитет и потенцијал кој што го има, кој што исто како во оваа агенција ќе биде насочена кон зајакнување, исто така со поддршка на владата на Република Словенија, така да во делот на субвенциите секојдневна е исплатата и уште само мал дел од субвенциите по програмата за 2016 година не се исплатени. Николовски информираше дека ресорното министерство до Бирото за судски вештачење испрати вкупно 14.360 барања за 34 општини за исплата на обештетување од временските непогоди што се случија во април оваа година.